како луѓето да ви помогнат, во нештата кои што вие ги сакате, или како луѓето да ви помогнат за нештата во животот генерално. Гледайте, ние сите сакаме да обстанеме. Така, секој човек сака да обстане, секој човек има цел да обстане. Сега, ако имате некоја обстаночна цел, некоја цел кој што е обстаночна, што значи тоа? Ајде да речем имате цел каде што сакате да се надоградите во вашата струка. Идете на дополнителни курсеви или идете на некој, не знам, на магистерски или што и да е. Се што е поврзано со вашиот опстанок, се што е поврзано со вашиот опстанок, кое што се рефлектира индиректно на опстанокот на другите луѓе, е добра цел. Сега гледате што се случува. Кога имате некој човек кој што има опстаночна цел, тогаш околината ќе сака да помогне. Ајде да кажеме, имате ситуација каде што имате маж и жена. Секако овие примери може да не се реални, може да не се така, ама предпоставуваме дека може би некој од примери е ваков. Имате некоја ситуација каде што жената треба да отиде на некоја до обука, со која што ќе може да има подобра позиција и така натаму. Сега може би има деца. Сопругот би ги чувал децата во периодот кога она е на тие курсеви. Но, ако и тоа трае, замислете, тоа трае цело време, пола година. Или ајде да речеме, имате ситуација каде што сопругот треба да иде на некоја обука надвор од земјата, за да биде подобро за него, за да биде подобро на фамилијата, за сите околу него ќе има обстанок. Гледате, сопругата е волна да направи жртва, да он не е тука еден период, за да после тоа може да обстанат уште побаво. И што се случува? Сопругата ќе му помогне на него, или во другиот пример, сопругот ќе помогне на сопругата, она доди на дополнителни курсеви, он ќе ги чува децата, ќе се реорганизира, ќе направи напор, затоа што знае тој дека тоа што она го прави е битно. Знае она дека тоа што он го прави е битно. И што се случува? Тогаш има сплотување и склоп. Може би мајки ќе ги чува децата, може би и он ќе ги чува децата, ама некој чаре ќе се најде. Зошто? Поради тоа што нејзината цел е толку обстаночна, е толку одговорна, е толку добра, да околината ќе дојде на помош за да се реализира обстаночната цел. Ама замислете, сега имаш ситуација каде што сопругава еднаш на автобрк, втор пат на автобрк, секоја недела 2-3 пути на автобрк или секоја недела на автобрк, тогаш мажов што ќе рече, или мајки што ќе рече, не ти ги чувам децата. Не може да ти го чувам децата, ти си цело време на автобрк, или мажов се нервира. Не може ти пак да идеш на автобрк, ја ќе идам на автобрк парти и така натаму на забава после работа, по нашки кажано, автобрк на англиски. Сега, ако она излага на автобрк цело време, никој нема да ги чува децата последен период, затоа што еднаш, два пати отишла, ама четвртиот, петиот пат ако стане премногу, луѓе викаат, не, тоа не е важна работа, организирај се ти или снајди се ти или не иди. Ама ако она има конструктивна, креативна и добра цел, тогаш околината ќе најде начин да ја помогне. Исто и со него. Ако он има важна работа и нешто што е важно, нешто што е битно, тогаш луѓето ќе дојдат на помош. Исто така, посветеноста на вашата работа. Сте видели ли кога луѓето се посветени и има некоја битна работа? Ајде да кажеме, сега доаѓаат периоди на слави. И сега имате некој човек кој што треба да е на работа, има битна работа, треба нешто да заврши и сите знаат дека тоа е битно. Тој да закасни малку на работа, на слава, никој не му се љути. Затоа што знаат дека има нешто што е важно. Ама замислете, он има брат кој што нема ни работа. Брат му нема работа. Он ако закасни на слава, сите му викаат зашто закаснил на слава, поради тоа што знаат дека нема ништо што е паметно или што е добро или што е одговорно што го прави тој во текот на денот. И сега гледате колку интересно, ако имате посветеност на некоја цел, која што е многу важна, каде што таа цел ќе донесе опстанок на сите околу вас, и таа цел ќе направи подобра иднина не само за вас, него за сите околу вас, затоа што мора иднината
во иднината да не бидете вклучени само вие. Ако имате цел каде што иднината е подобра само за вас, ама за другите не е баш најдобра или не е уопште добра, тогаш другите луѓе не ја гледаат валидноста на твоето отсуство или валидноста на тоа ти да го правиш тоа. Ама ако имате луѓе кои што ја гледаат вредноста на твојата цел, затоа што да ви кажам една работа, може вие да имате многу убава цел и да имате многу вредна цел, ама не ви ја разбираат, нема да ви помогнат. Ме разбирате, нема да ви помогнат, затоа што не ја гледаат вредноста на твојата цел. И затоа е многу важно прво да се обкружен со луѓе што ја гледаат вредноста на твојата цел и второ да им искомуницираш на некој начин вредноста на твојата цел, за да луѓето видат што правиш ти, за која ќе ти треба помош, затоа што во животот, знаете, не може човек да обстане без помош од околината. Затоа што ако ти искомуницираш таа валидност, таа вредност на твојата цел на околината, тогаш околината ќе дојде на помош за да ти помогне да ја реализираш целта, затоа што околината гледа дека има благодети за нив. И сваќа дека, мајкава сваќа дека има благодет неговото одење на курс или, не знам, сака некоја сопруга да ослабе или оди на фитнес или оди на не знам, дадени идат на консултации, така луѓе доаѓаат кај мене на консултации, знам колку им е важно за да се подобрат и обично фамилијата им помага. Или можеби ќе дојдат кај мене во канцеларија цела фамилија, па има нели дел каде што може да почекат и така натаму, ама знам дека ако нешто ти им е важно, луѓето ќе најдат решение. Ако тебе ти е важно и ако искомуницираш дека тоа е важно за тебе и дека е важно за нив, луѓето ќе дојдат на помош на тебе, поради тоа што знаат дека си посветен за нешто кое што е многу добро за тебе, за нив и за околината. Така да имајте го на ум тоа. Секојаш гледате да најдете некоја цел која што прави опстанок за не само за вас, него прави опстанок и за другите луѓе, или можеби тие што ве сакаат, гледаат колку тоа ти е важно и колку нештото те прави среќен, луѓето ќе ти помогнат. Значи мораме да имаме ентузијазам, мораме да имаме љубов за целта, мора таа цел да биде добра. Добрица Талевска, добро утро за вас, добро вечер за нас. Значи мора таа цел да биде добра, затоа што само така се сплотува фамилијата, се сплотуваат пријателите, се сплотуваат околината околу вас. Те приметиле некојаш сакате да направите нешто, сакате да купите некој стан, ќе ти помогне тато, ќе ти помогне мама. Зошто? Затоа што знаа дека е убаво тоа нешто. Сакаш да направиш нешто, некој поголем чекор за тебе, сакаш да направиш некој исчекор напред во твојот живот, во вашиот стандард, каде што твоите сваќаат дека целата твоја фамилија ќе биде успешна, одма доаѓа да ти најдат решение да ти помогнат. Одеднаш се појавуваат луѓето што сакаат да помогнат. Дури и ти кога имаш некоја обстаночна и убава цел, имаш образ да побараш помош. Не те е глупо да побараш помош затоа што знаеш дека тоа нешто е добро и обично ќе ти помогнат. Но кога имате некој човек кој што прави деструктивни работи, Билјана Коцевец, се слагам, има еден коментар од неа, вика, ова може да го постигнете само со разумни луѓе. Точно е. Затоа што гледате, вие може да имате многу конструктивна цел, ама ако имаш неразумни луѓе околу тебе, он нема да ти дае помош поради тоа што не може да ја види конструктивноста на твојата цел. Така да, вистина е ова. Мора да се обкружите со луѓе кои што се разумни, кои што го гледаат обстанокот во твојата цел, затоа што ако имаш луѓе кои што не се разумни околу тебе, колку и да ти е твојата цел обстаночна, колку и да ти е твојата цел убава, тој не ја гледа играта на животот на тој начин. Прво, тој можеби не сака уопште да помага, и човек што не сака да помага, воопшто разумноста му е на пониско ниво. Човек што сака многу да помага, разумноста му е на многу повисоко ниво, како и неговата емоционална интелигенција. Но од друга страна, ако имате луѓе кои што не се разумни, или имате луѓе кои што се контра вас, имате луѓе што играат игри со вас и кои што се цело време спротивставени на вас, без разлика колку ти е конструктивна целта, нема да добиеш поддршка од тој човек. Така да е многу важно да се одберат вистинските луѓе во нашата околина, поради тоа што точно е дека може да имаш некоја убава цел, конструктивна, креативна, позитивна, ама ако немаш креативни, конструктивни, позитивни луѓе, разумни околу тебе, тогаш без разлика колку ти е добра целта, нема да ги мотивира да ти помогнат, поради тоа што не име намерата во таа насока, не име намерата во тој правец. И знаете, луѓето кои што сакаат да ти помогнат, обично и не сака да наоѓаат изговори. Многу човек кој што не сака да помага,
он ќе најде 100 изговори. Секако може би има во даден момент работа, ама ако имате постојано човек што наоѓа изговори за нешто, сватате една работа, не дека има изговори дека нема намера за позитивното. Ако имате некој човек кој што има намера за нешто, тој не бара изговори. Кога имате човек кој што нема намера за нешто, тој бара изговори. Така и во однос на сето тоа. Така да, но интересно ми беше, чисто да споделам со вас, одговорноста се сведува во тоа да имаме цел која што е креативна, конструктивна и која што е добра и нема ништо попаметно да работиме на таа цел. Ако имате некоја цел која што е креативна, конструктивна и добра, одговорност е да ја реализирате. Знаете, имате луѓе што имат многу цели, имат многу планови, ништо не прават. Тоа не е одговорно, поради тоа што не менува тоа. Самиот план не менува ничи живот. План подкрепен со акција менува ваш живот и менува живот на оние околу вас. Гледайте, секој еден од нас може да допринесе да ја направи нашата земја поубава. И секој има план како да ја направи нашата земја поубава. Со самото тоа што ако имате план не го реализирате, не сте во највисок степен одговорни. Секој човек има идеја, има начин, има план како да ја подобри фамилијата. Секој човек има идеја, план, начин како да се подобри себе си. Со самото непостапување под тој план ја намалува одговорноста на секој единка. Човек кој што има план и кој што постапува според планот, тој човек е одговорен и е храбар да направи промена. Храброста се сведува на тоа дали сте ја преземале акцијата или не. Има овој цитат од Гете, вели: храброст е посветеност да трнеш без гаранција за успех. Храброст е посветеност да трнеш без гаранција за успех. Идеш и ќе го направиш нештото. Исто Дин Грациози, барем кај него го прочитав, не знам дали од него. Вели: луѓето велат не се чувствуваат спремни. И потоа вели: ама спремноста не е чувство, спремноста е одлука. Одлучете, тргнете, реализирате го планот и ќе видите дека работите ќе бидат супер. Ви посакувам убав викенд, се гледаме повторно, ствари не се гледаме ни у понеделник, ни у среда, ќе имаме малку пауза во лајвовите затоа што ќе предавам во живо, а ќе предавам понеделник во Штип, среда во Прилеп, после тоа на 25 сум во Скопје, на 26 сум во Кичево, на 27 сум во Кочани и ќе имаме предавање исто така и во Струмица. Не знам дали заборев некој предавање, мислам дека не, ама како и да е, се гледаме вајде наредниот петок, така му доаѓа, а до тогаш едноставно ќе гледам да снимам некои кратки видеа за да останеме во комуникација. Благодарам што сте со мене во петок, се гледаме, поздрав!